Добар ден, добре дојдовте на Слободен печат, прв информативен блог за денеска. Моето име е Александра Вуксановиќ. Еве што има ново. Јане Ченто ќе ја тужи поранешната обвинителка Вилма Русковска. Најави вистинска правда за 27 април. Денеска во 12 часот пред основното јавно обвинителство, тој ќе одржи пресконференција на која, како што најави, ќе бидат споделени информации за поднесување кривична пријава против поранешен јавен обвинител и ќе бидат изнесени детали и аргументи поврзани со постапката за настаните од 27 април. Во најавата Ченто вели дека ова представува почеток на процес за утврдување одговорност и расчистување на сите околности поврзани со судскиот процес за 27 април. Апелациониот суд минатата недела донесе одлука со која не го прифати барањето за повторно судење на осудените за насилството при нападот во собранието на 27 април 2017 година. А во собранието денеска на дневен ред се очекува да се најдат законските измени поврзани со двојното државјанство, кои веќе предизвикаа силни политички реакции и поделби меѓу партиите. Станува збор за предлог измени на законот за пратеници, поднесени од пратеници на ВМРО-ДПМНЕ, со кои се предлага воведување нов услов избраните народни представници да поседуваат исклучиво македонско државјанство. Ученичка од 6-то оделение била брутално малтретирана од 3 повозрасни девојчиња и како последица на траурата сега добива стручна помош. Инцидентот се случил во населбата Ѓорче Петров среде бел ден во паркот во близина на Старото Вовче, кој е символ на општината и е на само неколку метри од полициската станица. Според информациите, девојчето било донесено насила, пошто следувало монструозно насилство, кое ја надминува детската расправија. Девојчето било физички нападнато, горено со цигари, понижувано и присилувано да јаде измет од куќе. Дел од бруталниот чин бил снимен со мобилен телефон. По преживеаниот стрес, детето завршило на лекарска психијатриска помош. Причината за нападот, според првичните информации, била комуникација преку социјалната мрежа Инстаграм. Од Министерството за внатрешни работи потврдуваат дека е пријавен случајот и дека се постапува. Тоа девојче 2 пати било нападнато од женската група. За малку е избегната голема несреќа на пешачката патека Студеничишта во Охрид, кога параглајдерист кој вршел комерцијални летови со туристи, за малку ќе повредел мајка и дете кои се движеле по патеката. Според видеото кое го објави Охрид 1, параглајдеристот летал опасно ниско над пешачката зона и завлакно ја промашил мајката со детето, пошто удрил во столб за улично осветлување и целосно го оштетува столбот. На снимката јасно се слуша вресокот на исплашената мајка, која во последен момент успева да избегне трагедија. Рокот што Уставниот суд во Приштина му го одреди на собранието за избор на претседател на државата истекува утре. И во моментов нема договор меѓу партиите за тоа прашање. Според одлуката на Уставниот суд, доколку претседателот на Косово не биде избран до 28 април, собранието автоматски ќе се распушти, а предвремени избори мора да се одржат во рок од 45 дена. А еве ги вестите од светот. Доналд Трамп кажа дека мажот обвинет дека сакал да ги нападне високите владини представници на годишната гала вечер на дописниците од Белата куќа. Бил болен човек кога семејството го пријавило на властите. Тој откри дека 31-годишниот Кол Томас Ален објавил антихристијански манифест пред пукањето во хотелот Вашингтон Хил, каде што рани агент на тајната служба пред да биде совладан и уапсен. Во манифестот Ален се опишал себе си како пријателски федерален атентатор, кој планирал да ги нападне членовите на администрацијата на Трамп, давајќи им приоритет на највисоко рангираните. Според државниот обвинител Тод Бланш, Ален престојувал во хотелот како гостин и бил вооружен со сачмарка, пиштол и ножеви. Тој денеска ќе биде обвинет пред Федералниот суд за напад врз федерален службеник, пукање од огнено оружје и за обид за убиство на федерален службеник.
Иран испрати нов предлог до Соединетите Американски држави за деблокирање на Ормузскиот теснец и ставање крај на војната, додека разговорите за нуклеарната програма да бидат одложени за подоцнежна фаза, објави американскиот медиум Axios, повикувајќи се на американски официјален представник и двајца извори запознаени со преговорите. Според предлогот, Техеран се обидува да го заобиколи најспорното прашање за нуклеарната програма со цел побрзо да се постигне договор за отворање на Ормузскиот теснец и прекин на непријателствата. Иранскиот министер за надворешни работи Абас Аракчи утринава пристигна во Санкт Петербург, каде што се очекува да оствари средба со рускиот претседател Владимир Путин во рамки на разговорите за координација на заедничките активности на регионално и глобално ниво. Москва изрази подготвеност да учествува во посредничките напори меѓу Техеран и Вашингтон, при што рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров ги поздрави иницијативите на Пакистан за намалување на тензиите. Посетата на Аракчи на Русија е последна станица од неговата дипломатска турнеја во рамки на која претходно оствари средби со посредници во Пакистан и Оман. Уште вести од светот. Тензиите меѓу израелскиот бранбени сили и Хезболах повторно ескалираат, откако двете страни меѓусебно се обвинија за прекршување на примирието и најавија засилени активности на теренот. Од Хезболах порачаа дека повеќе нема да прифаќаат, како што наведуваат едностранно примирие, нагласувајќи дека тие не биле дел од договорот кој беше постигнат меѓу Израел и либанските власти. Според нив, одредбите кои му дозволуваат на Израел и превентивни војни дејствија представуваат неприфатлива практика. Во последните 2 до 3 дена, според достапните информации, Хезболах го засили темпото на своите операции, проширувајќи ги целите не само кон израелските сили во Јужен Либан, туку и кон подрачја во Северен Израел. А авиобилетите поскапи од кога било. Зголемувањето на цените на горивата поради војната во Иран ќе доведе до значително повисоки цени на авионските билети. Но не се очекува цените на билетите да паднат кога цените на горивата ќе почнат да паѓаат, изјави извршниот директор на United Airlines Скот Кирби. Кирби рече дека повисоките цени на билетите се поттикнати подеднакво од силната побарувачка за патувања, како и од цените на горивата, и дека и покрај повисоките цени патниците резервираат во рекорден број на многу авиокомпании. Кралот Чарлс III и кралицата Камила денеска ја започнуваат 4-дневната посета на Вашингтон во исклучително чувствителен момент за американско-британските односи. Тензиите се зголемени по вооружениот инцидент на вечера на која присуствуваше Доналд Трамп и во услови на зголемени дипломатски тензии поради војната во Иран. Посетата која ќе трае од 27 до 30 април треба да ја одбележи 250 годишнината од американската независност. Од Бекингемската палата во неделата потврдија дека патувањето ќе продолжи според планот и покрај нападот на годишната вечера на дописниците од Белата куќа, Трамп, Меланија и други високи представници беа евакуирани, а британскиот монарх соопшти дека почувствувал олеснување кога дознал дека американскиот претседател е безбеден. Нов земјотрес беше регистриран во Јапонија, овој пат со магнитуда од 6,2 степени на островот Хокаидо. Епицентарот е регистриран на длабочина од околу 80 км, а во првите часови по потресот не се пријавени жртви или материјална штета. Хокаидо е најсеверниот остров во Јапонија и е втор по големина. Јапонија деновиве е актуелна со потресите. Властите соопштија дека ризикот од земјотрес со јачина од 8 степени или повеќе е релативно поголем од вообичаеното. Кај спомен клупата на Горан Стефановски во Дебармало, во општина Центар. Денеска од 17 часот ќе се одржи настан со кој ќе се одбележи роденденот на големиот драмски автор. Целта на настанот, која е дел од годишната програма за култура на општина Центар, е да се одбележи творештвото на Стефановски, неговиот дух и неговото присуство во културниот и општествениот живот, преку уметност, музика, сеќавања и пријателски разговори. Домаќин на настанот ќе биде неговиот син Игор Стефановски, кој ќе пречека и ќе разговара со блиски пријатели и соработници на Горан, присетувајќи се на родендените што ги славеле заедно, како и на неговиот живот, хумор, идеи и оставштина.
Времето денеска ќе биде сончево со мала до умерена локална облачност, а попладне во крајните југозападни региони ќе има услови за слаб дожд и појава на ретки грбежи. Ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец. Максималната температура ќе достигне од 20 до 25 степени. Гледавте вести, благодарам на довербата. Повеќе содржини побарајте на slobodnpečat.mk.